Кучињата скитници и понатаму проблем во Кочани. Се погласни се реакциите од граѓаните за блиски средби со бездомниците на 4 нозе и остри заби. Има чопори, има собираци и треба да помириш. Напаѓат. Ја там едно мен толкова врз мене на жена, ако не беше познавал кучето, ќе ми изедеше. Не тие што се скитници, него ние што ги пуштат од дома. Од дома чува го и пушта и тие се поопасни. Според статистиката на Сдруженијата за заштита на животни, низ Кочанските улици слободно се шетаат околу 200 кучиња без газди. Сите тие се потенцијална опасност за граѓаните. Во моментов Кочани има ангажирано шинтерска служба од Куманово која се грижи за заловување и третман на кучињата скитници, но според законот тие потоа имат обврска истите да ги вратат на местото на заловување. Ова според активностите ни оддалеку не е решение на проблемот. Затоа што сите сме светоци што се случува на терен, како се заловуваат, до кои услови се чуват, хорор. И пред се прашање е дали службите што ги заловуваат животните ги извршуваат сите услуги за кои се платени. Пред се сведоци сме дека кучињата кои се заловуваат на реонот на општина Кочани не се враќаат на реонот на општина Кочани. Значи добиваме кучиња кои се нови, значи тие се дезориентирани и е нормално дека ќе напаѓат. Според нив кучињата од улиците ќе се тргнат само со изградба на стационар, но барањето за доделување локација и финансиска помош беше одбиено на една од седниците на Кочанскиот совет. Инаку, на месечно ниво, најмалку по еден жител од Истокот завршува на инфективно како последица од каснување од куче.